Во рамките на националната програма на Црвениот крст на Република Македонија, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која 18 години се спроведува во Македонија, младите учат за културата како систем на вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество и при тоа се поттикнати да бидат активни и да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. Секоја година, покрај обуката за дисеминација, 1200 младинци од цела Македонија на возраст од 13 до 17 години добиваат и обука како да изработуваат мали проекти за добробит на своите заедници. Оваа година, од страна на младинците учесници во ПХВ циклусот 2016, изработени се 184 мали проекти преку кои им е директно помогнато на околу 4000 лица. Имајќи ја предвид стратегијата 2020 на Црвениот крст на Република Македонија, во која третата стратешка цел е унапредување на социјалната вклученост и култура на ненасилство и мир, од пред 4 години е воведена нова недела во традиционалниот календар на активности, недела на промоција на хумани вредности од 21 до 27 септември. Во рамки на одбележувањето на ПХВ неделата, по 18 години поред веќе активно се работи на оваа програма, преку која активно се регрутираат нови млади лица и секојдневно ги менјаваат своите дневни рутини. Значи, 18 години активна работа со млади лица. Вечерва, поточно, се случува драма во организација на Општинската организација од Кичево, каде што младите преку оваа драма ги запознаваат своите сограѓани како всушност настанал или како всушност започнала идејата за формирање на Црвениот крст на светско ниво. Оваа година, во рамките на одбележувањето на ПХВ неделата, се организираат театарски представи со наслов "Приказна за една идеја". Преку представата заедницата ќе се запознае со ликот и делото на Анри Динан, човекот кој ја формирал организацијата на Црвениот крст. Преку 30 представи низ Македонија, голем број на родители, соученици, професори има можност да ја проследат и да ја видат креативноста на нашите младинци. На овој начин, младите кои ги спроведувале проектите им се заблагодарија на сите оние кои се вклучија и ја дадоа својата поддршка за реализација на малите проекти. Настанот во Кичево се случи во просториите на Музеј Западна Македонија во Нов Кичево. Од страна на младинците изработени се 184 мали проекти, во кои се вложени 28.555 волонтерски часови. Реновиран е кров на куќа, изградени се рампи за хендикепирани лица, собрани се многу средства за операции, направена и апликација за помош кога лицата се во животна опасност и многу други нешта. Така им е помогнато на точно 3790 лица. Преку театарот, младинците испратија порака за разновидноста на културите и толеранцијата, диалогот и соработката, взаемната доверба и разбирање кои се меѓу најдобрите гаранции за мирот и соживотот. ПХВ програмата во 2016 година се спроведува со поддршка од програмата Civica Mobilitas. Ова е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација од Шведска.